Ранци, тетрадки, пенкала, моливи, боички, фломастери, блокови. Дел од најпотребниот училишен прибор годинава ќе биде поевтин за 15%. Владата даде зелено светло за новата училишна кошничка, со која целта е да се спречи нов удар врз семејниот буџет пред почетокот на учебната година. Тоа ќе значи дека најголем дел од школскиот прибор од моливи до училишни торби и уште куп ситници, без кои не може да почне наставниот час, ќе се продаваат поевтино. Новите пониски цени ќе важат од денеска до 30 септември. Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година. Но за разлика од изминатите 2 години нема да има еден ист пакет за сите. Секој трговец сам ќе ја креира својата понуда, а родителите ќе можат да изберат што навистина им треба и колку можат да потрошат. Процентот е прилично соодветен и ќе биде од корист за родителите. Државата го прави тоа што може да го направи. Не заборавајте дека образованието основно и средно е обврзно, но и бесплатно. Добиваат учениците, тоа е помош на родителите, добиваат превоз учениците, што е исто така помош на родителите. Според последните присметки, за основна опрема на едно прваче потребни се најмалку 5.000 денари. За оние кои сакаат покомплетен прибор, трошокот може да стигне и до 10.000 денари по дете.